Добар ден во пладневните вести на Канал Плюс. Подготвивме прилози за актуелните настани појави битни за животот. Почнуваме по кратката најава. Нови субвенции за работодавачите од владата. Работодавачите ќе добиваат 6-месечна субвенција за бруто плата, а ќе имаат обврска работникот да го задржат дополнителни 6 месеци. Центарот за јавно здравје од Штип утре ќе врши авионска дезинсекција на подрачјето на Штип и Карбинци на места кои пролетва беа поплавени. Прскањето е од 5 до 8 часот наутро. Рекордно високи количини на вода се трошат деновиве. На истокот прекини во водоснабдувањето нема, но надлежните апелираат рационално користете ја водата. Нови субвенции за работодавачите од владата. Работодавачите ќе добиваат 6-месечна субвенција за бруто плата, а ќе имаат обврска работникот да го задржат на работното место дополнителни 6 месеци. Државната субвенција ќе се исплаќа во два износа. Еден понизок за лицата кои немаат квалификации и еден повисок за оние лица со повисок степен на образование. Со оваа мерка работодавачите може да добијат или 22 или 20.000 денари на месечно ниво државна помош за ангажирање на еден работник во трајање од 6 месеци и ќе имаат обврска по тие 6 месеци да го задржат работникот на работа уште дополнителни 6 месеци. Апелираме работодавачите да искористат оваа можност. Постои обем на средства кои што овозможува финансирање на уште 100 дополнителни вработувања. Со едноставна пријава до Агенцијата за вработување на Република Македонија, работодавачот може да аплицира и воедно да го наведе и лицето, профилот на работникот кој што му е потребен. Тој може самиот да го предложи лицето кое што сака да го вработи, а доколку нема таков предлог, тогаш Агенцијата ќе му помогне да му обезбеди профил на кадар кој што му е потребен да го ангажира во рамките на своето претпријатие. Народниот представник од третата изборна единица од крајниот исток редовно остварува средба со граѓаните. Комуникацијата со граѓаните и застапувањето на нивните интереси во законодавниот дом е секојдневната обврска на пратениците. Народниот избраник од третата изборна единица Сузана Секуловска се подостапна за граѓаните од источниот регион. Без разлика на партиската и верската определба на граѓаните, незините канцеларии во Пехчево, Берово и Делчево се отворени секој работен ден за решавање на нивните проблеми, но и за помагање во донесувањето на повеќе идеи за подобар живот во овие општини. Како пратеник ги застапувам сите исто заедно, значи законите кои што ги носиме во собрание се закони кои што се опфатени сите граѓани на Република Македонија без разлика на партиска и верска определба. Во изминатиот период донесовме закони кои што и мерки кои што се за подобрување на животниот стандард на сите граѓани во Република Македонија. Дали тоа ќе биде потреба од објаснување за некој донесен закон или за некоја мерка за вработување, пратеничката повторно отворена за сите граѓани. Пратеничките канцеларии и во Берово и во Пехчево работат секој ден од понеделник до петок. Средба со граѓаните остварувам во петок. Граѓаните најчесто доаѓаат да се запознаат со некои мерки кои што ги донесуваме во собранието. Сметам дека имаат потреба од објаснување што опфаќа законот, затоа што кога ќе го донесеме законот, има различни ситуации во кои што се наоѓаат граѓаните и мерките кои што ние ги донесуваме, сметам дека имаат граѓаните и дополнително потреба од дообјаснување што всушност опфаќаме со тие мерки. Инаку пратеничката Сузана Секуловска до крајот на својот мандат ќе ги заштитува интересите на граѓаните, а ќе се насочи и кон воспоставување на поголема отчетност и транспарентност на работата на народните избраници во собранието на Република Македонија. До крајот на мојот мандат јас би кажала дека ќе ги застапувам граѓаните подеднакво, значи без разлика на нивна партиска, верска определба, ги поддржувам во сите, да кажеме, културни, ги поддржувам во нивните традиционални, во културата ги поддржувам подеднакво стојам исто зад нив за вработувања, за квалитетно образование. Центарот за јавно здравје од Штип утре среда ќе врши авионска дезинсекција на подрачјето на општините Штип и Карбинци, на места кои пролетва беа поплавени. Прскањето ќе се врши во период од 5 до 8 часот наутро. Претходно пчеларите треба да ги заштитат пчелите.
Во среда на 22 јули во општините Штип и Карбенци во периодот од 5 часот наутро до 8 ќе се врши авионска дезинсекција на подрачјата кои беа поплавени, соопштија од Центарот за јавно здравје. Лервицидна дезинсекција ќе се изврши на површините каде има застојни води во пределот на поранешна фабрика Македонка, на собирен резервоар на вода за наводнување во населба Три Чешми, површини каде гравитационо се собираат отпадни комунални и атмосферски води, помеѓу населба Баби и населба Сењак 4, заедно со наплавна површина кај основното училиште Димитар Влахов со вкупна површина од 75.358 метри квадратни, додека адултна дезинсекција ќе се врши по течението на река Брегалница, поточно на целата долина и на околните зелени површини, и тоа во Новосело, Бања Кежовица, пешачка патека на река Брегалница и населба 8 ноември. Дезинсекција ќе се примени и во населбата Дузлак по течението на река Лакавица, почнувајќи од селото Лакавица, па низводно и на поплавените површини од Раданска река во околината на село Радање. Рекордно висока е потрошувачката на вода деновиве. Во градовите во Источна Македонија водоснабдувањето засега е нормално, без рестрикции и прекини. Во Кочани проблем со водата во попладневните часови имаат жителите во повисоките градски реони. Филтр станицата обезбедува доволни количини на вода, значи е подготвена да го задоволи градот со доволна количина на вода, но сепак останува апелот за рационално користење на водата. Комуналното јавно предпријатие Водовод тврди дека имаме доволно количини на вода на располагање. Знаете, и од форумот на заедници имаме резервен бунар кој не е ставен во функција од 30 литра. Имаме со тие имаме околу 350 литри. Виничани деновиве спас од горештините наоѓаат на градскиот базен. Околу 70 на деца ова лето ја посетиле пливачката школа Делфин од Виница, а не е мал бројот на посетителите од околните општини. Ако не сте на плажа во Охрид, Дојран, Грција или Бугарија, тогаш високите температури можете да ги неутрализирате во водите на градскиот базен во Виница. Алтернативата за најмладите и за оние кои сакаат да учат пливање е пливачката школа Делфин, која е годинава, цел месец јули е на располагање на непливачите. Како и секоја година имаме доста заинтересирани деца за пливање. Сите сакаат да се научат да пливаат, значи. Оваа година до сега имаме околу 60 до 70 деца што сакаат да се научат, меѓутоа продолжуваме со уписи до крајот на јули месец, почетокот на август. Најмала возраст за дечињата од 5 години па нагоре, може и после 4, ама најчесто ние препорачуваме од 5 години па нагоре. Значи водата е прекрасна, можете да видите, одлично, се е како што треба. Градскиот базен во Виница е комбиниран и надополнет со зелената шума од градскиот парк, како и неколку спортски терени, така да оние кои покрај сончење сакат и спорт или ладна сенка, изборот нема да им биде погрешен. Германските владени представници почнаа да користат мобилни телефони за еднократна употреба при патувањето во странство поради стравувањето од преслушување. Телефоните за еднократна употреба биле користени не само во земји како Русија и Кина, кои продолжуваат да бидат во конфликт со Западот за голем број прашања, вклучувајќи за конфликтот во Украина, но исто така и за време на посети на блиски сојузници како Велика Британија и САД. Министрите за внатрешни работи и миграција на Европската унија се согласија дека ќе прифатат околу 60.000 бегалци. Ова значи дека бегалците кои доаѓаат пред се во Грција и Италија ќе бидат распределени во други земји на Европската унија, за да се олесни товарот врз овие две земји членки. Европската комисија бараше од земјите членки да примат 60.000 бегалци пред се од Сирија. Најмалку 27 лица загинаа, околу 100 се повредени во експлозија во турскиот град Суруч, кој се наоѓа во близина на сириската граница, соопшти турското министерство за внатрешни работи. Како што пренесуваат светските медиуми, за време на нападот во културниот центар Амар имало околу 300 лица, припадници на Здружената социјалистичка младина, кои се подготвуваат да отпатуваат за Кобане, да помогнат во обновата на тој град.
Фудбалскиот клуб Брегалница своите надпревари од првата македонска фудбалска лига како домакин во новата 2015-2016 сезона ќе ги игра во Кочани, одлучи вчера раководството на клубот, подпишувајќи официјален договор со ФК Осогово. Во наредните денови од клубот од Кочани треба да ги отстранат утврдените недостатоци во и околу стадионот, забележани од страна на Фудбалската федерација на Македонија, пошто се очекува и официјално да се добие неопходна лиценца за прволигашки надпревари. Од раководството на Брегалница веќе ја информирале Фудбалската федерација дека сините во новата сезона ќе играат во Кочани поради реконструкција на градскиот стадион во Штип. При тоа е одлучено Брегалница надпреварите како домакин во новата сезона во Кочани да ги игра во сабота. Брегалница досега одигра два пријателски надпревари со екипите на Академија Пандев од Струмица со резултат 4:1 за сините и екипата на Шкупи, каде што повторно победи Брегалница со резултат 2:1. Следните контролни надпревари Брегалница ќе ги одигра против екипите на Силекс, Хоризонт и Пелистер. Ова е се во пладневните вести. Повеќе за настаните на денот гледајте во 16:30. Во меѓувреме, секогаш свежи информации ќе најдете на веб порталот kanalplus.mk. Пријатен ден!